Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Има ли подобра најава од песната која пред почетокот на оваа емисија одеше на Радио Лидер, I Need a Hero? Ние денес имаме еден гостин кој сакале ние да признаеме или не, го сакале вие или не, е херој на нашето време. Тоа е генералот Стојанче Ангелов, кој ќе дојде за некои си 10 на 15 минути во нашето студио и со кој ќе разговараме за актуелностите со пожарот во Тетово, за кој тој вчера, верувале или не, рече дека нашите служби почнале да го гаснат и реагирале побрзо дури од Америка, каде што гледал дека има сличен случај. Ивица, ова предизвика жестоки реакции на социјалните мрежи, на Facebook. Еве, господинот Ангелов го викнавме за да ни објасни од прилика за што сакал да каже со ова. Ај нека дојде генералот Ангелов. Ние не сакаме да преудицираме дека тоа што го кажал е нешто лошо, сепак е. Како што гледаме веќе пожарот таму е ставен под контрола, но таму има материјали кои се штетни по околината, така по здравието, по сите тие работи. Може да има и трајни последици. Абе, види се, ќе дојде генералот, ќе си направиме муабет со него, еве да не го оптеретуваме аудиториумот со... Но I Need a Hero беше совршена песна за Стојанче Ангелов, да. Кој што во моментов е директор на Центарот за управување со кризи, така? Да, добро. ЦУК. Да. Ќе видиме што ќе се случи. Добро, тоа се генерално таму повеќе служби заштита и спасување сите. Ама без разлика, тој е координатор, да. Секогаш му се паѓа на генералот да го изеде медиумски подебелиот крај, затоа што тој е оној кој Ма и не бега тој, види, не бега. Да, не бега за разлика од другиве. Не бега. Веројатно другиве се плашат да дадат изјава. Например, еве, искрено да зборуваме, една лекција вака за политика може од Сабајле вака или премногу е рано. Никогаш не е премногу рано за лекција политика. Значи политика е тоа што се случува на сцената. А тоа што се случува позади сцената? Тоа е логистика за тоа што се случува на сцената. Кај нас малку не функционира така. Не, така функционира и кај нас, верувај. Нема сега, ние имаме премиер кој не бил на сцената и го ставиле, значи он позади сцената стане премиер. Затоа така ќе заврши. Ќе заврши грозно. Па дури, сега не сакам да преудицирам, но... Лошо ќе заврши, еве. Значи, запиши таму, еве, дека, знаеш, не може да одиш против светската историја. Ако досега во историјата немал така некој од никаде дошол и направил успех, нема таква нешто. Нема ни сега да има. Да, и види, сцената знаеш зашо служи? За филтрирање. Кој го бива, кој не го бива. Тој што не го бива, отпаѓа од сцената. Кај нас, за жал, се повеќе не ги бива. А Стојанче Ангелов е долго на сцената. Добро детера, нели има и партија достоинство, како се има партија достоинство и човекот буквално со години во континуитет председател на партијата, така беше. Е присутен на македонската политичка сцена. Чека, освен него, нема некој друг функционер. Ја ќе прашаме, може има. Јас знам дека околу него го гравитира главно од Источна Македонија дел од бранителите, ветерани, така? Мислам дека се уште гравитираат тоа. Добро, ама отприлике тоа е членството, така на достоинство. Да, тоа беше наменска партија за бранителите. И ми се чини дел од офицерскиот кадар на Арама и подофицерскиот кадар на Арама, кој што нема добиено ангажман од институциите по пензионирањето. Ми се чини и тоа е вториот вака сегмент, така или грешам? Па не знам, искрено ќе го прашаме, но дефинитивно човекот е присутен на македонската политичка сцена кога го нема знае, кога ќе го снема знае да направи и одреден ивент, знаете, познат беше по керамидите
и тие работи, но и тоа е начин на пиар. Тие работи, вика добар. Ама и тоа е начин на пиар, знаеш. Еве да речеме Драган Марковиќ Палма со карате подвизи, со такви работи во Србија 30 години е присутен на политичката сцена. Палма има и како се вика тоа бе? Палма има и општина со која што раководи генерално успешно според гласачите, така? Да. И не само, види, не можеш така да ги сведуваш работите, знаеш, мене малку ми пречи овој, сме зборувале за тебе и за многу други работи, овој скопски квази-елитизам. Значи, луѓе што не излегле од две улици во Скопје цел свој живот, коментираат како да се нобеловци, како да се оперски звезди, како да се рок пејачи, како да се професори на Айви Лиг од Америка или на Оксфорд и Кембридж од Британија, а не седнале во животот в една работа да сработат. Не виделе што е Гранапче во Ново село, не виделе што е... Меѓутоа, види, да не омаловажуваме. Палма, наместо да му се подсмеваме, треба да се анализира. Што е тоа што го прави него успешен. Еве, знам дека нашите слушатели имаат различен вкус и со тебе сме го зборувале тоа, меѓутоа не може никој да оспори дека да речеме оние турбо фолк звезди како Цецил Јелена Карлеуша дека не се професионалки и дека не работат жените. Не може ти да обстојуваш толку долго на народната свест. Не е така, затоа што види ништо тие не се поразлични од една Дженифер Лопес на пример. Како не се различни се Дженифер? Да, на различен јазик пеат и на различна јавност се браќаат. Инаку исти. Така, лесни поп песни кои што се популарни и кои што луѓето ги генерално во некоја дадена култура ги сакаат. Тоа е тоа. Види, да разговараме за оно во што сме стручни, постојат и музички, културолошки теоретичари, може би некогаш да викнеме некој од нив. Ке викнем. А сега ќе завршиме. Ама не, ќе го спориш ова дека луѓето дека еве за тие жени што ги спомнавме дека работат и дека работат професионално и дека се трудат. Па не работат професионално. Професионално во смисла нивната кариера трае, го одржуваат бројот на нивни обожаватели, го менуваат вкусот на нивните обожаватели. Нивната кариера трае затоа што тие константно се трудат да работат на промоција на една ниска култура која ги освојува народните маси. Која оцени дека е ниска? Ти. Како? Која оцени дека е ниска култура? Вкусот. Твојот? Мојот. Па добро да. Вкус. Добро. Мојот вкус. А за вкусовите не се дискутира од римско време па навака, така? Јас имам една поинаква теза. Мислам дека за вкусовите се дискутира. Јас држам до тоа. Очигледно не дискутирајќи за вкусовите, нас ни се наметнаа такви се извинувам, од сутерените ни излегоа еден тон политичари, културни работници, така натаму што ни се наметнаа. Ако гледаш така, ако гледаш така по биографија, и јас и ти од сутерени излеговме, па еве содржуваме. Од кај сме излегле? Ние сме излегле од нашата пред се првенствено од нашата интелектуална надоградба. Која нас некако... Чекај, сакаш да кажеш дека овие звезди не се надоградуваат? Не вложуваат во себе? Не ги следат глобалните трендови? Тие се надоградуваат така што наркодилери, мафијаши и криминалци вложуваат во нивните ботокси и филери, вложуваат во нивната ниска културна свест промовирана од страна на медиумите кои се платени да ги промовираат. И едноставно, овие работат на умртвување на народната и граѓанската свест. Не е така. Работат. Не е така. Тоа се главни виновници. Не е така. Како не е така? После на операција Саблја во Србија ги собраа сите во затвор. И каде се сега? Не. И што направија само? Ништо не прави. Па ништо не прави. Не викам ја дека треба да се затвора. Ја обесхрабрува ли таа? Јас не велам дека треба да се затвора. Дали преку 15 години систематски се обесхрабруваше таа култура? Кој бе систематски ја обесхрабрувал таа? Па кога беше демократската опозиција на Србија на власт. Како Пинк телевизија во живо правеше. Ама комерцијално. Добивале за тоа државата пари? Сите. Ама добивале ли за тоа државата пари да им даеме на фолклорите? Па види не добивале. Да, од друга страна, еве, зошто лошо цениш? Еве, ајде да не почнам да ги набројувам, затоа што не е во ред за нив. Ајде. Дел од нашиве најдобри другари, прекрасни луѓе,
Добро. ја слушаат таа музика. Сериозно говори за нив. И за нивниот вкус. Извини, далеко повеќе ги почитам од луѓе кои што ги познавам, кои што се мивки од луѓе, а кои што слушаат музика која што јас се слушам, еве рок. Значи мивки од луѓе комплетни, рокери. Не. Ама не. Значи дно, човечко дно од луѓе. А имам од друга страна блиски пријатели, ај сега, немој се. Добри биле овие сеца. Не, бре, имам пријатели кои што слушаат сеца. Кои се прекрасни луѓе, на кои што клjuč би им дал од станот, на кои што би им дал дете да ми чуваат. Еве ти кажам, имам другари рокери кои што се за нигде. Ама не можеш. Кои што Господе Боже на што личат, да. И па сега ти кажам, значи не можеш така да судиш. Што си политиколог, јас се ужаснувам у секој подвиг кога некој каже ја имам другари, има вака. Значи да, тоа можеби има секакви случаи на оваа земја на луѓе кои имаат едни или други вкусови, едни или други Значи не е до вкусот, него е до човекот, до моралот личен, да. Суштината. Добро бе, зашо сакаш да песни да ти цитирам стихови што се пее во таа музика? А ја да ти цитирам па од рок песни да видиш што се пее па таму па, да видиш кој лудила па таму ги има. Кој лудила бе? И како бе ги има? Кој лудила ги има кај Боб Дилан, ја кажем. Мене ми е омилен. Имам дома цела дискографија. Има ли рок песни кај што се промовира дрогирање како лајфстайл? Има. Добро. Тоа нормално е? Па можеби. Како е нормално бе, тоа е лудо. Мислам кој другиран човек може да функционира во текот на животот? Да, но можеби. Ма немај. Ај сега. Која еве кажи ми една рок песна каде што другирање се промовира? Една. Еве ќе пуштиме, можеме да ја пуштиме одма. Ке ти ја најдам бе? Ке ти ја најдам. Еве сега на почнеме ми текна. Ја можам на цеца да ти извадам цитати пред врата му спиела ова и правил, она и правил. Па исто е кај Джейло. Што е разлика кај Джейло? Добри, Джейло е турбо фолк. Да. Ама значи популарно и тоа во Америка. Популарно ли во Америка? Ама не значи дали е популарно од рок? Па у моментов можеби. Не би у моментов. Да. Кажи ми која е најпопуларна музика во Америка? Убедливо. Латино. Ма немој. Која? Кантри. Добро, па кантри да не промовира. Кој жанр е најмалку? Ама кантри не е турбо фолк, знаеш. Немој Блага Петревска и Цеца да ми ги споредуваш. Чекај се. А кој Блага Петревска е фолк. А кој музика, народна музика? Кажи ми, кои се најмалку продавани еве жанрови како гледаш па песни во Америка? Најмалку. Во овој момент не генерално. Класика валјда. Не, джез. Добро. Јас тоа го слушам преку цел ден. Еве. И сега, да, меѓутоа не ценам луѓе врз основа на тоа. Ке ти кажам жанр, па што ја го слушам, ти постојано ми се смееш. Знаеш дека кога сум, лично ќе открием една работа за гледачите и слушателите, кога сум вознемирен во животот кога ми треба смирување, слушам духовна православна музика. Знаме вец од Рахманинов. Ама тоа е исто како турбо фолк, само малце на друга страна. Не е така. Но истиот ефект го има врз човечкиот организам, тоа далечува од проблемите. Света Златоустова литургија од Рахманинов, што јас се слушам, и од Чајковски турбо фолк. Чекај да запишам. Го има истиот ефект со турбо фолк. 7:46 31 мај 2022 година Чајковски и Рахманинов беше наречен турбо фолк од Лјупчо Златев. Ова ќе обележам, значи сакам да ти кажам. Да, обележи го, молим те. Да, само секунда, сега една лирика ќе ти прочитам. Не бе лирика, еве најде од Златоустова литургија, еве. Турбо фолкот е систем за вбризгување гориво под притисок. Да, во цилиндарот на моторот со внатрешното согорување, значи од српски преведувам. Турбофолкот практично е горење на народот. Секое. Значи вака може за рок некој да напише. Вака може да напише за джез. Исто е бе. Секое. Секогаш кога вие го му дозволувате да се случува тоа согорување при една културолошка ситуација, тоа е турбофолк. Разбуфтавање најнижих страсти код Homo sapiens, вели големиот Рамбо Амадеус. Добро, во ред. И затоа музиката е миленица на сите музи, хармонија на сите уметности. Турбофолкот не е музика. Турбофолкот е миленица маса, вели Рамбо Амадеус. Какафонија свих укуса и мириса, онака бучко рушна, све набутано унутра. Точно. И попопуларен од Рамбо Амадеус. Колку сака да го мрзи, колку сака да го плука,
Кока-кола е турбофолк. Ај најди од него стихови, молим те, најди од него стихови грозни, има ли? Од Рамбо Амадеус е еден од најголемите дисиденти. Дисидент Рамбо Амадеус. Културолошки Дај дисиденти. да се прекрстам. Еден човек кој нуди една поинаква димензија на животот, еден човек кој нуди поинакво размислување од она што за жало е мнозинство. Секогаш треба, почитувани слушатели, да се стремите кон вашата индивидуалност, а не кон колективните маси кои се турбофолк. Значи, почитувани гледачи, почитувани слушатели, луѓето не треба да ги цените по нивните музички вкусови. И на ова радио, дури јас дишам, нема да има турбофолк песна. Луѓето не треба да ги цените. И покрај тоа што господинот Боцевски еве сака да ни ја редефинира музичката. Луѓето не треба да ги цените. Луѓето не треба да ги цените по нивните музички вкусови, туку по нивниот морал. Еве не бара господинот Ангелов, само да му кажам. Еве камера не киде на мене, само да ви кажам дека еве луѓето не треба да ги цените по нивните музички вкусови, луѓето треба да ги цените по нивниот личен морал. Се разбира, ова радио и понатаму ќе следи уредувачката политика и ќе следи музичкиот вкус на една, еве да наречеме, урбана средина, промоција на еден така да го наречеме и нормално западен рок шмек. Политичкиот маркетинг е турбофолк, ние овде не правиме политички маркетинг, ние овде го разбиваме. Ивица, кога сме кај нешто што не е турбофолк, вчера во Скопје имавме еден Нобеловец, а тоа не е Заев. Не, ај Нобеловецот на крај кога ќе завршиме со мислам дека подобро, дури го чекаме господинот Ангелов. Пол Кругман, познатиот автор, добитник на Нобелова награда, еден од најпризнаените економисти. Да, и еден од најчитаните колумнисти на планетава. Тој долго, преку 20 кусур години, има колумна во Нью Йорк Таймс. Предаваше на Колумбија, сега предава, ми се чини, на Градскиот универзитет од Нью Йорк. Добро. Инаку, еве, јас ја однесо да ми ја подпише оваа, се вика Совеста на слободњакот. Добро. Да си го освоиме повторно Америка од десницата. Инаку оваа книга и не се гледа на камера малку. Оваа книга им помогна на слободумните американци да ја преживеат ерата на Џорџ Буш помладиот и некои работи што тогаш се случува, како приватизација на војната, како интервенциите во Ирак и во Афганистан, како растот на тајните служби и на длабоката држава во Америка, кој што ја обесмислија американската демократија и некои други феномени кои што продолжија. Меѓутоа, што му забележувам пак јас на Пол Кругман, ако можеме со мојата маленкост, тоа не го направи во времето на Обама. Во времето на Обама тој се представи како еден голем негов апологет, за политички зборувам. Тогаш се префрливме на Глен Гринвалд, за да можеме да ги преживееме годините на Обама. И за жал и Пол Кругман беше дел од оној хор Касандри во времето на Трамп. За жал и он ја фати онаа црта на Русија го избра Трамп, кој што испадна дека е една од најголемите измами во светската историја и кој што исто така беше еден од причините зошто Russian collusion, велиш? Да, не постои тоа, да разбиеме. Бев случајно викендов во Ситимол, нешто собирам, колекционирам книги, сакам да ги имам дома сите книги на македонски од Солженицин што се преведени и ми фале уште две, па идам да ги барам. Па ми фалеше првиот дел од Архипелагот Гулак, ама не можам да го најдам. Го имам на македонски само вториот дел. А првиот дел го имам читано на англиски. Види во Матица подобро, таму ќе најдеш. Не, во издание на 3 е така што тешко дека во Матица го има. И бев во Ситимол во литература, веројатно тоа е најснабдена во Македонија книжара. Втората која? Втората е Оделение за рак. Исто така една од клучните книги на Солженицин. Случајно земав нешто советска историја плюс малку така да се појачам во тој дел. И одам во делов на книги кои што се на англиски јазик. И сега таму има стварно добар избор, морам да кажам, во сите имаат во литература, не знам. Академска книга ги издава книгите што се на англиски јазик. Аха, добро. И сега имаш не знам, Томас Пикет има од него све. Има стварно добра литература, но за Russian collusion и Трамп има едно 15 книги. Значи сето тоа е
само злосторство против животната средина, затоа што толку многу дрва се Тоест, тие се книги еднакви на оние глупостите што ги имавме ние во време Пол на Кругман ниту комунизмот. еднаш не спомна Северна. Тоа никој во Македонија не го Да, проанализира. Пол Кругман во неговиот настап никогаш не спомна Северна, што кажува дека е многу пристоен човек. Значи, и не само тоа, туку например беше грозно се следи овој премиерот Димитар Ковачевски, ја го научив. Значи, ке него она што го викам во Скопски пролазно време беше еднаш на секој 10 секунди спомнуваше Северна. Дали ја дојде нашиот гостин? Ајде, ќе продолжиме после рекламите. После нашиот гостин продолжуваме, почитувани слушатели, со Пол Кругман и со Турбо Фолкот. А до тогаш одиме со реклами по кои во нашето студио влегува генералот Стојанче Ангелов. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Утрински ринг. Вчера во Тетово имаше еден пожар кој изби во магазините на компанијата Pofix, од каде се уште велат дека не знаат како избил пожарот. Ставено е под контрола, генерале? Пожарот е целосно изгаснат, се уште има слаб чад и тоа е нормално да чади на местото на пожарот известно време. Целосно изгаснат, воздухот е исчистен, иако во близина на местото се уште се чувствува мирис на пластика, но го сметаме за целосно решено. Познати ли се причините? Што се случило или има ли теории било какви или не сакаме да шпекулираме пред Како јавност? Центар за управување со кризи, ние сме диригент на еден оркестар. Причините за нас се неважни, тоа е работа на МВР. МВР ги откриват причините, имат добри тимови, добра опрема. Верувам дека за кратко време ќе се дознаат точните причини за појавата на пожарот. Овој пожар изби баш во една урбана на средина и се вели дека има горели материи кои се прилично токсични, запаливи и штетни за човечкиот организам. Вие веројатно сте комуницирали со оние што буквално на терен таму го гаснеле.
пожарот, има ли некакви реакции од овие материи? Треба ли да се плашат граѓаните што вдишали слично? Јас ќе ве коригирам, јас не комуницирам со луѓето на терен, туку јас бев на терен. Да, бевте и И вие. бев до самиот оган, до самиот чад. Тоа што утрово сум овде жив и здрав и свеж. Во вашата емисија говори за тоа дека чадот не е отровен, во спротивно мислам дека не би стигнал до вашето студио. Факт е дека секој чад, каков и да е штетен, е непобитен факт. И дома ако се греете на дрво. имаат пожарникарите, нели? Ама јас не сум пожарникар. И Јас сум генералите директор. имате бенефициран стаж. Уште победифицира. Јас, мојот бел дроб, особено десниот е трениран да издржува силни напори. Знаете дека третино десното белодробно крило го немам, но за да бидеме сигурни за што се работи, Само да знаеш, ние сме дипломати и новинари, нам ни е трениран па црниот дроб да издржува многу напор. Тоа е разликата, знаеш. Али дроб си е дроб. Да се вратиме. побарав од тим на армијата кои што имаат најсовремена опрема да извршат испитување на воздухот. Дојде тим од четата за АБХО, атомско, биолошка, хемиска опасност или одбрана и изврши испитување буквално внатре во оганот, односно до оганот, до последната позиција до која што можеа да дојдат облечени во специјални заштитни одела. Опремата е донација од американската армија, нова опрема, навистина најнова опрема. Не беа детектирани отровни материи. Се разбира дека е штетен чадот, но немаше отрови во воздухот, бидејќи стравувањата беа дека постои можност за отровни материи, но јас вчера при крајот на пожарот имав можност да поразговарам и со собственикот на фабриката. Овие суровини кои што вчера гореа и се како табли, да кажам, метро и нешто на метро, тие се користат во целата Европска унија за изолација на темелите на зградите, изолација на покривите на Само зградите. збор за градежен материјал. Да, кој што во било кој пожар може да изгори во град, ако одредена ако зграда се запали една зграда, О, така што. Можно да ги користат и за изолација, знаете кај нас како е во државата, и за изолација на фасадите на зградите, се надевам дека не, бидејќи многу силно гореа, и објаснија дека јачината на пожарот била затоа што тие се уште се суровина, по преработката откако е конечен производ, не биле толку горливи, биле потешко горливи. Како и да ја развиваа висока температура и буквално го стопија покривот после неколку часа на првата хала од каде што почна покривот и која што впрочем служела како магацин, таму имавме најголема концентрација. По топењето на покривот можеше да се прска во халата и од горната страна, од страната на покривот, но не со хеликоптер, бидејќи оној густ столб од црн чад кој што верувам дека сите ваши Хеликоптер гледачи делуваше го вчера, така. делува странично, многу храбро покрај самиот Опасно е столб хеликоптер. со чад. Да, јасно, јасно. Но имаше на почетокот контраверзи, нели кај нас сите знаат се. Све експерти. Па не баш сите, ама еден добар дел од граѓаните знаат и како се игра ракомет, како се гаснат пожари. Што сте по занимање, како беше еден добар твит, вика поранешен инфектолог, моментално сум воен аналитичар. Почна војната. Да. Значи, луѓето бараа интервенција на хеликоптер. Ние не се одлуките не ги носиме врз основ на барањата на граѓаните. Јас ги сакам сите граѓани, ги почитувам, тоа се добри луѓе кои што во суштина од незнање дават разни предлози. Јас го слушам командирот на противпожарната единица од Тетово, тој командува, а јас му овозможувам ресурси. Кога тој процени дека може да се употреби хеликоптер, тогаш го пративме хеликоптерот на МВР, кој што патем вчера имаше огнено крштевање. Оперативно акцијата ја водил командирот на Тие командирот противпожарната по закон. добро. Ние координираме. Имаше помош од други противпожарни единици од други градови. И тоа е Значи оврска. да им опишеме што е работата на Стојан Чангелов. Имаш полиција, пожарна, армија, Дирекција за спасување. Дирекција за спасување, имаш еден тон институции кои 7-8, не знам колку се, кои работат на вакви прашања, а вие сте тој што ги координира. Центарот за управување со кризи е диригент. Меѓутоа ние диригираме со оние свирачи кои што ги има државата. Ако некој слабо свири, а мора да биде во оркестарот, ние за тоа не сме А криви. што ако е раштима на оркестарот генерален? Вие треба ли да се загрижите да бидат Диригентот ќе се сите наштимани, така? и понатака да диригира да не се распадне оркестарот, затоа што
Тие се свирачите, Ама нема нели други пред да луѓе. почне свирење се грижи диригентот се да има на проба генерална. Една секој свираш се грижи сам за себе, бидејќи секој свираш представува една посебна институција. Добро, ама нели треба сук да Авионите, ги... не. Зошто? Значи, ние ги координираме во случај на опасност, така да кажем, кризна состојба, некој тежок инцидент. Додека самите раководители, директори, министри се грижат за нивните институции. И ја морам да ги пофалам, еве во Министерството за одбрана имаме функционални хеликоптери. Понатаму во МВР по ова лето последните пожари побаравме да оспособат барем еден хеликоптер и тие го способија. Вчера имаше огнено крштевање. Хеликоптер на МВР вчера за прв пат учествуваше во гасење на пожари, нешто што досега не било во... Овие воздушните трактори почна да... Еден е вратен, е исправен, но на ваков мал простор не може да се употреби пред... Јасно, добро. А вториот треба да се врати за неколку недели, но повторно ќе кажам, тоа е дирекција за заштита и спасување. Ние немаме ингеренции, ние ги координираме и управуваме кога има потреба. Системот е несовршен, системот има одредени слабости. Не се сеќавам јас затоа што и морам да поздравам една работа, да не биде дека само ја критикуваме власта, јас сите лично така. На пример, една изјава ваша која што ретко се коментира е дека вие сте побарале помош од доктор Панде Лазаревски. Јас се сеќам кога тој беше директор на Центарот за управување со кризи, тој е концептуалист, тој сакаше да ги суреди нормативно работиве за да може кога има вакви работи да не биде сега оваа надлежност е на овој, оваа надлежност е на оној и така натаму диригентот да биде диригент без палка. Така што се надевам дека работиве тргнале барем од мртва точка. Директорот Панде Петорски беше мој советник. За жал финансиските услови во ЦУК тоа не го дозволуваат да остани понатаму, но можам секогаш да сметам на неговата помош ако имам одредени дилеми. Зборувам со него и не само со него, зборувам и со последниот директор Агром Буџако, колку тоа некому да му изгледа абсурдно, тој 5 години беше директор и добро ги познава работите, но не се стегам да прашам и некој професор кој што предава кризен менеджмент, значи во управувањето со Центарот за управување со кризи користам искуство од други раководители, од луѓе од браншата, од научната сфера. И знаете, на медиум вие може да зборувате еден час, ќе кажете една работа и ќе се закачат за неа. Вчерашниот пожар во Тетово ќе остане запаметен по диалогот помеѓу мене и Бајден, каде што Бајден вика која е неговата тајна, како успеа да биде побрз од нас. Да, вие сето друго ќе биде заборавено. Привлековте огромно внимание. Јас вчера искрен да бидам со некои други работи се бавтавме со Ивица, се спремавме за Пол Кругман. Нобеловецот ми подпиша книга, видиш, у Македонија работа, да. И отварам на Фейсбук, гледам 50 видеа, Стојан Ангелов, американ. Дај да видам што кажал човеков. И вие сте рекле дека имало сличен случај во Америка и дека ние сме ги претркале американците побрзо од нив сме реагирали. До кога ние македонците и генерално сите македонски граѓани самите себе ќе се подценуваме? Па ние не сме толку заникади и толку слаби. Ја го сакам овој народ. Јас го сакам овој народ, овој народ е убав, кроток, питом и работи. Не е точно дека ние сме заникади, дека нашата држава е заникади. Меѓутоа сега што е работата? Сега има Америка бавно реагира, да речеме, кога некој пожар некаде во некоја не дојде, кај што треба да поминеме од овде до Стокхолм за да дојме до човек, така? За 2-3 минути. Меѓутоа кај што има луѓе, малку е по-нели брзо, така? За 2-3 минути на местото на пожарот беше Тетовската противпожарна единица. Скопската противпожарна бригада, сега командантот е поставен од актуелната градоначалничка Данела Арсовска. Значи да кажам условно во наводници дека е кадар на ВМРО ДПМН. Извореден, Звонко. Скопската противпожарна бригада е изворедна, збориме за урбани пожари. Ние сме слаби во шума. Во урбани средини со немаме техника валјда. Со оваа опрема која што ја имаме, ние на вистина јас многу ги респектирам нашите пожарникари. Јас вчера ги бранев пожарникарите, не себе си. Тие се тие кои што влегуваа во оганот. Значи за таа работа секоја чест, значи секогаш кога станува збор за униформирани лица, луѓе кои што се на првата линија на огинот, Стојан Ангелов од секогаш бил на нивна страна. Тоа никој не го спори. Покрај нив, на нивна страна, покрај нив. Покрај нив, на првата огнена линија, бидејќи ја бев на 10 метров до вчера. Не седе во канцеларија. Добро, ама директор на ЦУК од канцеларија па управува, па се од терен не може да се управува. Може денес техниката го дозволува тоа, имам телефон, Вибер, WhatsApp, меѓутоа сега сепак да бидеме искрени дека
од канцеларија се управува сега со нештата. Во ред, на терен треба да се биде. Се крева малце и нели вниманието на сите кој е директорот на терен. Ако останам во канцеларија, дури тогаш ќе ми Не изедат. се некоја лоша карма имате, господине Ангелов. Сега еве овие пожари вие фатилова. Ја имам прекрасна карма и карпа и карма. Ќе се вратиме на карпата. Имам три прекрасни следна, да. или 4. Имам прекрасна Да, сопруга. не, зборам во прекрасно професионален семејство, план. Прекрасни пријатели, овде чувствувам позитивна енергија, нема Апсолутно непријателска нема, енергија. какво непријателно? Сите луѓе вчера кои што придоа во Тетово, пожарникари, полицајци ми честитаа и беа благодарни. За мојот делокруг. Да. Сега некои твитерџи ме фатиле 20, тоа е па Не нормално се тоа. 20, па поише се. Колку? 40? Ама милион и пол вчера ми рекол браво генерале. Во однос на овој пиар имате лоша карма, не далеку од тоа дека имате општо лоша карма. Предходните пожари кога беа во Малешевијата, тогаш немаше хеликоптери, што беше проблемот? Користевме природни средства. И на крајот вас ве обвинија за тоа, иако тоа што нема хеликоптер не е Меѓутоа само сакам една работа колку е моќна функцијата на генералот во моментов. Јас имав таа среќа, нели ко политолози учиме од книга. Меѓутоа кога ќе се судриш како изгледа тоа на лице место, делува страшно. Пожарите кои беа 2008 година во едно село под предавателот тука кај Катланово, ја бев присутен кога тогашниот премиер Груевски даде наредба за принудна евакуација на жителите. А таму беа главно луѓе повозрасни. Влегоа, ние што ги викаме условно кажано желките, тоа делува брутално, така сега, знаеш, нема муабет. Значи, во живо видов како изгледа суспензија на човекови права заради природна катастрофа и спасување на живи луѓе. Луѓето не сека да ги напуштат своите домови до последен момент. Тоа делува многу страшно, И така да кажам. момент е потигнат од ова што вие го кажавте, една работа која што нови сеирџи може на ти со мене, генерација. Слободно, нема проблем. Сеирџиите тоа не го гледат. Вчера колку загините имаше? Немаше ниту еден. Колку повредени, тешко повредени? Тешко повредени исто така. Ниту еден. Материјална штета, така? Лесно Материјалната штета не интересира затоа што приватна компанија. човечкиот живот е безценен. Нема пари со кои што може да се плати еден човечки живот. Знаете какви пожари со какви загуби жртви имавме. Благодарение на брзата интервенција и одличната координација ние немаме Како загинати се луѓе. пожарникари беше беа повредени? Добро, значи, Само тоа не е ништо страшно. За жал за нив тоа е рутина, пошто често се случува тоа, се луѓе кои што се исклучително храбри, исклучително ги почитувам. Да не беше пожарот на вакво ударно место, никој немаше да знае, односно ќе се спомнеше во неколку вести дека имало некаде пожар. Да, ова е Генерално, иако и утро мораме и за некои лоши работи да се навртиме. Токму противпожарната бригада од Тетово беше прва на лице место која беше оној пожар во модуларната болница. Не знам сега дали друг командант сега на таа противпожарна единица или истиот командант од Истото таму едноставно немало време за реакција. Таму се одвиваше неколку минути за Па жал. за 4 минути изгоре цела. Тоа што треба да разбереме зошто јавноста толку реагира, затоа што едно лошо искуство ни се случи во истиот град. Многу скоро, нели беше тоа, се сеќавате? Страшно. И тоа уште по тие импресии функционираме, а од друга страна мораме сега да бидеме искрени дека за жал службите како ЦУК, кои што вие го раководите, дирекцијата за заштита и спасување, многу често наместо ке професионалци, како што е во другиве земји, на пример има одслужени генерали кои што таму раководат со тие институции, кои што раководеле со живи луѓе, со жива сила, нели? Наместо тоа кај нас тоа е дел од она коалицијско партиско преговарање, па ајде нешто да му дадеме на овој, нешто на оној. Дали сметате дека јас сум соодветно решение за Центарот за управување со кризи? Као професионален бекграунд, да. Јас Али партискиот дел сега малку... Не, јас повеќе ве гледам во дирекцијата за заштита и спасување, затоа што таму е некако повеќе теренска работа, така ми делува. Па како јас сум Ова е постојано на терен, побирократска работа. Ова е побирократска работа, а ова е малку под така ми делува. Не, коригирайте ме ако Ја грешам. воопшто не бев среќен кога премиерот Заев ми се јави и ми предложи да бидам директор на Центарот за управување со кризи. Нити сум барал, нити сум очекувал такво нешто, затоа што бев национален координатор за ветерани, патем да не заборавам да се пофалам. Иницијативата за 4 војни инвалиди кои што имаа голем проблем со враќање на парите е помината
во влада минатата недела. Одлично, добро, убава работа. И тоа беше мојот предизвик да се борам за луѓето кои што се бореа за државата во 2001 година, но тоа го правам до ден денес успешно. Законов за војници кога или уште ќе одат ту пензија после полицајци, што е стварно Тоа е веќе закон за служба во армијата, таму не навлегувам во таа проблематика. Детално сум запознат, генералниот секретар на достоинство учествува и во преговорите со синдикатите, бидејќи советник на премиерот, заедно со министерот за одбрана, и мислам дека сме на добар пат да излеземе во пресред на барањата на професионалните војници, но да се вратиме на пожарот. Да се вратиме на пожарот, тоа е клучна тема. Вчера, значи, нема жртви, нема некоја опасност за животната средина, но мора да бидеме во некоја рамка дека некако премногу несреќи ни се случуваат нас. Еве и модуларната болница, еве и ова. Дали ние можеби немаме стандарди за превенција на вакви случаи, Ангелов? Не знам дали е тоа ваша надлежност, како на Центар за управување со кризи, но не може толку често кај нас. Сега, кога ќе видите, кога шетате низ Скопје и кога ќе видите како се градат згради насегде, и кога ќе се запрашате овде сите стандарди исполнети ли се, или пак кога ќе видите дека во Швајцарија мој пријател го казниле затоа што дома ставил зид од гипс картон без да пријави у општина, и кога го прашал па зашто ме казнивте, и овие му рекле па ако дојдат пожарникарите да имаат вистинска мапа како изгледа вашиот стан. Една организирана, сериозно организирана држава треба така да функционира. Кај нас себе вчера ова што гореше суштина е нешто кој гипс картон. Но ние имаме гипс картон или такви табли во центарот на градот. Знаете дека дел од фасадите се со таков гипс картон кој што е лесно, можеби не е толку лесно запалив, но е тешко изгаслив. Не навлегувам во естетската димензија. Мене лично ми се допаѓа, убаво ми изгледа, но од аспект на безбедност е загрозување на безбедноста на граѓаните, бидејќи вчерашниот пример покажа откако ќе се запали како тоа може да гори. Почитувањето на стандардите околу противпожарната заштита е работа на Дирекцијата за заштита и спасување. Моја генерална перцепција е дека на ниво на држава не се почитуваат стандардите, но да почнеме од вас, доколку сега почне пожар овде кај техниката, кај 20 ПП апарат. Тоа не е доволно. Дали имате разработено план? Не мора план на хартија. Дали знаете како ќе постапите? На хартија го имаме, тоа е по закон, али ја најискрен да бидам врска, немам како функционира. Јас мислам дека ќе изгорете. Ќе пробате преку врата ако овде имате пред вратата пожар. Значи треба да се работи на превенцијата, но и на повеќе информации. Ја па мислам дека планот на Љупчо му е ако дојде до пожар да го бара Стојан Ангелов. Генерале, што да прави? Слободно јавете се на бројот 112, кој што го правеа 20 години, а ја успеав да го направам и никој од овој сирџиите не каже браво, генерале. Благодарам за бројот 112. Ајде дека сте тука да ве фатиме и за некои други теми. Значи американците се уште ни завидуваат. Али да, Да беше пожарот во Америка, можеби ќе го изгаснеа неколку минути порано. Беше употребена пена од самиот старт, која што е многу поефикасна во однос на водата. Бидејќи пожарот доби многу поголеми димензии. Пената се потроши, побарав, јас дадов насоки, се разбира, од Скопскиот аеродром, од ТАФ. Бидејќи тие има. Тоа не е нивна работа, но во системот за управување со кризи се сите, вклучително и вие двајцата. Тоа е еден голем конгломерат од луѓе институции. Ако вие се движите покрај пат и забележите мал пожар, треба да ја сопрете колата, да излезете надвор, да пробате со нозе да истапкате доколку треба, доколку е безбедно за вас. Системот за управување со кризи всушност го прават сите граѓани, сите институции на држава. Не само тоа, ние имаме секој утро емисија Што ди во живо и претпоставам дека дел од тревожењето на населението треба да оди преку медиуми. Еден новинар така малку покрупен тврди дека тука нема да успеете бидејќи бате, тате и мама ја гледале емисијата. За Миленко зборувам. Тоа е наш заеднички обожавател. Кој го имаме. Но мене ми е чест да присуствувам, знам дека имате ваша публика. Во овој момент имаме околу на Facebook и на YouTube заедно имаме околу 87 гледачи на фреквенција, сигурно вие сте во право. 2000 на несакан настан сите медиуми, ние сега работиме како цук на тоа. Тоа е
нешто ново за македонски услови, но функционира во Америка најмногу, за тревожење по пат на СМС, телефонски војни и медиуми. Ние за жал се уште го немаме тој систем Спонтано е тоа, кај нас да. Американците го сега не имаат зборуваме за спонтано. Наш оперативец од ЦУК со стискање на неколку копчиња се прекинува ТВ програмата без разлика на кој канал сте. Дали сте на кабел, Така. дали сте на антена. Се прекинува радиопрограмата додека се возите со возило и добивате порака пукна браната. Матко патете се кон повисоко место. Не де Боже да пукне, карикирам. Има и еден, зашто таму сум студирал, знаеш, има и едно Таму како со ураганите тоа го прават. почна да прави радиото наместо музика едно друго. Значи веднаш да се Кај треба да нас, се например, сирените не работат, системот е распаднат, но и кога би работеле, граѓаните не ја знаат разликата, верувам ниту вие двајцата, кој е сирена за не сте воздушна служеле во опасност, кој е елементарна непогода. Да. Па јас сум служил, ама сум заборавил, зашто тие не се памтат, треба повторување. Многу е поедноставно ако на вашиот мобилен телефон добиете СМС порака во која што е опишана кратко опасност и инструкции како да постапите. Да, што треба Сега да- го Вие го развиваме имате тој систем. Сега го развиваме, мислам, јас откако дојдов директор, една од првите работи за кои што се зафатив беше системот за известување и тревожење. Веднаш ја извести владата дека тој е тотално нефункционален, сирените не работат, а оние кои што работат не се вмрежени. Треба некој да отиде таму да вклучи во некој вид на состојба, ние немаме време. Што ги има А војни не, кои има, што ги видите, слушаме. имате и такви рачни, но повеќето се електрични, има разни типови на сирени да не се гледа дека гледал филмови. Да, не за мене тоа е сирена. Значи, сакам да искористам приликата да и се заблагодарам на храбрите пожарникари од Тетово, од Гостивар, од Скопје, од Куманово, па дури од Кавадарци. Од Кавадарци стигнаа пожарникари кои што помогнаа во гасењето. Во одреден момент веќе немаше потреба, немаше едноставно место за Вишак пожарникари. на Па не, пожарникари. луѓето, значи, тие се не се работи за немање на капацитет. Сепак ова беше пожар колку да изгледа страшно на една точка на сега да речеме 100 квадратни метри за разлика од шумските кои што се на хектари. Имавме два Само хеликоптери. 100 квадрати. Па сега може би погрешив, може би 300 квадрати, 500 ама не е квадрати. некоја голема- Видете, тоа од аспект на шумски пожари е минорно. Значи, действувавме на една точка. Благодарност посебно до храбрите македонски пилоти и од армијата и од полицијата, кои што го ризикуваат својот живот и лета покрај самиот густ столб со црнчат и фрлаа вода за да го пресечеме, односно локализираме пожарот. Бидејќи има покрив, покривот не дозволува водата да влезе Ангело, внатре. Ја често одам на кај Малешевијата и морам да признам дека е жално до ден денес кога се поминува натаму да се гледаат оние слики на изгорени дрва. Таму огромен дел од шумата се изгуби, потребни ќе бидат години и години повторно да никне. Прашањето ми е, може ли еве ова лето да очекуваме дека сте поспремни, дека системот е поспремен да реагира на шумските пожари кои очигледно летно време неминовно се Да, случуваат. цел Балкан гори. Да. Но да имаме барем помали штети од тоа што имавме лани. Дека ќе има пожари, ќе има, јасно ни е на сите. Летно време, луѓето се помалку совесни, понекогаш дури не се ни луѓето виновни за тие пожари, затоа што се шумски пожари, но може ли да бидеме, да веруваме дека сме поспремни во однос на лани да се справиме со тие? Работиме на тоа во овој момент. Опипливо е тоа што имаме еден хеликоптер повеќе и еден авион повеќе, вториот треба да дојде за неколку недели. По најава на директорот на дирекцијата за заштита и Пак не е спасување, тоа ваша одговорност. направивме одредена реорганизација Колку во авиони системот имаме, на само да координација. знаеме? 3. 3. Само со 3 авиони. Добро, ама два се функционални, така? Вториот треба да биде вратен во секој момент. Во секој момент. Неколку недели за мене. Зашто знаеш, функционираше тоа, знам во Хрватска ги праќавме на времето тие авиони со специјални договори едно друго. Вака да кажам, ова лето, минатото лето изгоре Грција, изгоре Турција, една мокна Турција. Да. Знаете каква сила војна е Турција. Гореше, бараа помош, дури во еден момент имавме барање ние да пратиме хеликоптер во Турција. Пративме? Ние баравме помош од Србија, не бевме во можност. Јасно, добро. Бидејќи во истиот момент гореше Балкан. Верујте дека многу помокни, поорганизирани држави не може да се справат. Добро, во ред, ама тоа е извинување. Дали сме дали нешто Сега сме малку сработивме? подобри. Добро. Јас Ево, имам зашто не можеме да имаме 20 такви авиони?
Ако Ама имаме не ни 20, треба. сигурно много 20 добър. не ми Зошто треба. вие, например, немате 20 водители, да имате 20 различни Нямаме емисии? пари. Добре. Еве наискрено. Нема, Това е, 20 не зато ни нямаме треба. 20 стадиона. Добре, ма 20 не ни требаат. Објективно колку ни требаат? Тоа сигурно го знаете. Не, никогаш не може да се даде одговор на ова прашање. Јас само ќе посочнам дека во поголемиот дел од европски држави пожарникарите се доброволци. Имаме доброволни противпожарни друштва, Да, а не важно, професионални. Зашто тоа така се Бидејќи развивало низ историјата? Пожарите, ама не знаете зошто. Ние пожари во текот на годината имаме еден, би рекол, нормален број. Знаете дека секој ден имаме поодреден број на пожари, Не, јасно, логично. кои што стануваат невидливи за мнозинството граѓани. Јас живеам покрај булевар Србија, цел ден фрчат овие противпожарните цистерни. Но во одредени периоди од годината се случуваат масовни пожари. Вие не можете цела година да чувате илјадници пожарникари за тој еден месец да гаснат. Затоа се прават тие доброволни друштва против Ма пожари. ние немаме така. Имаме, но се во многу лоша кондиција, нема добра опрема, Мислам во услови. Штип дека имаше Нема, доброволно тоа така друштво. раснало низ историјата на запад, нели, како доброволни друштва, после се професионализирало, во помали места останале овие доброволни. Но во одредени држави бројот на професионални пожарникари е многу мал. Јас зимово ги посетив Соединетите американски држави и местата каде што бев, поголем дел од пожарникарите беа доброволци. Доброволци кои што тоа не е работа, тој може да работи како доктор, може да работи како водител во некоја ваква емисија, но кога ќе се случи пожар, ја облекува униформата и заминува да гасне пожар. А во вас двајцата гледам идни доброволни гаснаши на шумски пожари. Кој го направил Јас- првото доброволно друштво Не на дај Боже на пожарникари? нас да се потпрат. Во Америка? Ќе изгореме. Ајде. Уште поише ќе ве обвинуваат Лјупчо, после Ангелов. Лјупчо, ти по си нели- специјалните Лјупчо, ти мрежи си ќе нели- прашаат кај ги Да, најдел вие. Лјупчо, ти си проамерикански настроен, нели? Да. Кој го основал првото доброволно друштво во Америка? Не против знам. пожарникарство? Не знам, мислам. Бенџамин Франклин, како кој? Бенџамин Ево, јас Во Франклин. Филаделфија, не да знаеш. Еве, Да. ова е една информација, може да ставите цитат од Бенџамин Франклин во канцеларија. Но, Ангелов, немојте вака, ја и Ивица, ако не ангажирате уште толку и така цело време туку ве критикуваат, гледаме по социјалните мрежи. Ќе ви дадеме Со нас шизми као 44 број, доволно тежини имате за касне. Има и за нас униформи вака. Ви има си. За мене е проблем и што нема добро, тука сме ети Види, нека у не можеме Македонија да... Ако има за мене, има. У Македонија голема униформа за джандар и за пожарникари има пошто Ова се вака така- позитивна атмосфера ме тера да кажам уште нешто, да се заблагодарам и до сите медиуми за професионалното известување за вчерашниот пожар. Сеирот кој што го фати Твитер заедницата и добре, Фејсбук да. е нормална работа. Јас сум и понекогаш јас намерно ги хранам, бидејќи ако не ги нахранев со споредбата со Америка, ќе најде нешто друго. И се радувам затоа што во 2001 година немаше интернет. Ако во 2001 година имаше Фејсбук, кај најдол сега да го нападнат на Рачиново, треба да отидат во Матече. Па зошто трчало од оваа до таа куќа? кога сме кај А Твитер, оние кои што не ме сакат, кажи ми- како го погодија во града и во Чекај глава сега. требаше да го Лаже, погодат. ништо не му е Докаде е карпата сега кога сме кај Твитер? Се работи многу сериозно на неа. Дознавме дека за карпата през благодаря. А каква карпа? Што е тоа со Се иритира карпата? на Твитер затоа што имаше пресконференција генералот околу карпа некој на. Па не се согласувам дека се терат еден мал дел. Сеир секој пат има, како што кажав Ама пред да Сеирот почнем, да беше во олимписка политичката дисциплина. партија достоинство има едно слободно место во централното собрание повелете, мислам Ама дека не се сум уште служил немате војска. членска книжка од Не сум достоинство. служил војска, така што не Малку се да се квалификувам. пошегувам, значи Сеирот е А инаку нормална поздравете работа. ми го полковникот Богослав Лескаровски, поздравам тоа ќе со вазе задоволство. партијата. Има еден сам човек, Ангелов, знаеш, Јавете се во Ева на електрани, ова најсериозно, не со Добро. иронија, бидејќи луѓето работат на сериозен проект и градежниот факултет ја направи онаа основна програма, врз основ на која што сега треба да се направи детален елаборат, бидејќи се работи за карпа на околу 100 метра вертикална височина. И јас се искачив два пати до неа, сакав со своји очи да се видам. Иако вие викате дека треба во канцеларија, јас седам и јас во канцеларија секој ден по неколку минути. ние па на Google Maps ја видовме карпа. Но во живо изгледа застрашувачки и онаа карпа која што прва ја објавивме не е поголемата опасност. Поголемата опасност е една огромна карпа, би рекол ко пола рит, која што е надвисната, на неа имаме наместено инструменти кои што го мерат незиното микродвижење, ако смеам така да го наречам, и имаме во главно две солуции како да бидат решени овие карпи. Едната е да се Минираат. усидрат на лице место, значи со специјални справи да се зацврстат за карпата. Тоа има сериозни компании кои што тоа го прават, бидејќи не е ова непозната материја, особено покрај автопатишта кои што минуваат низ карписти предели. А вториот момент е
контролирано рушење, минирање, може да паднат врз зидот на браната и тогаш да се активира радиопорак. Бегите на високо место. Имаме Но сериозен... во секој случај, ова опасност постои долго време и јас ја презем до одговорноста да информирам јавноста и затоа сеир од мене не ме загрижува. За мене на прво место е безбедноста на граѓаните. Ути ако не дај Боже таа карпа удри во браната и дел од браната остане нестабилен Се преврати. и јасно. дел од браната, не треба целата Отиде брана да Скопје, падне. да. Скопје нема да отиде, ама тракачите и оние кои што се шетат и возат точно покрај Вардар, тие минимум ќе отидат. Зборувам ако дел Кај од- насипат. со тоа што верувам дека Не знам дали знаете дека во Втората светска војна, извинете, пред нацистите да си заминат од Скопје, имале план да ја минираат истата ова брана, Матка, па да. храбрите партизани со последни Недозволено. сили го спречиле ова. еден многу битен момент кој што не треба да се запоставува. Алпинистите тврдеа дека нема шанси карпите да паднат и ги прашувам дали вие можете да гарантирате, па не баш. Но што доколку се случи земјотрес како оној во Босна пред неколку недели, можеби месец, кој што имаше афтершокови со јачина слична до првиот удар. И тоа сериозен земјотрес, кој што можеби нема да ги изруши куќите, но прави силни потреси и ја доведува до уште понестабилна состојба карпата. Едноставно може да се лизне и да отиде доле. Дали ние треба да чекаме да ни се случи земјотрес и на целата макушта и браната матка да ни Ангелов, дојде во А град? и што знаеш како во пред Скопје, во Скопје дека до 6 степени по Рихтерова скала не стануваме од фотелја. Така што навикнати но сме, знаеш. карпата може да биде разнишена и може да падне. Пред самиот крај сме, 8:29, вие морате да одите во една друга емисија, имате турнеа. Може ли само еден поздрав само да му дадам на генералот вака? Прво да кажам дека го почитувам многу тоа што Благодарам. генералот никогаш не употребува северна, тоа многу ми значи. Второ ми значи исто така фактот дека вие работите на она национално помирување после 2001 година и се надевам дека ќе го убедите Али Ахмети конечно да се извини за тоа што отпочна војната, затоа што од наша страна условно кажано, сето она што требаше да се направи за да се дојде до тоа формално извинување е направено. Тој недостасува да излезе, да зачекори за да можеме заедно потоа да чекориме. Ти очигледно ја прифати понуда за... Омрзата е Не. Сега мојот фокус е повеќе на македонското помирување, бидејќи омрзата има страшни димензии. Погледнете, вчера ние имавме една успешна акција. Нема ниту еден загинат, пожарот е изгаснат. Видите која негативна енергија падна во мене. Па каква е таа омрза? Има на Знаете Facebook. вие дека... Не зборам за шегите, без знате. Америка, Шегите мене не ме вознемируваат. Има омрза. Знаете Без- каква а омрза? без Америка. Праше паталци. Луѓе, не мразете, сакате се. знаете и самиот Водете дека- љубов, Чекай, не извинете, војна. извинете. Наше паталци, знаеш, бевме ние оние кои што добиваат огромни количини на омрази. Јас и лично знаеш онака. Тоа го Ја знам особено. И запознат. токму затоа со тебе сме комуницирали и тогаш и сега Вие имате комуницираме. една ексклузивна можност да бидете мразени од двете страни. Особено за И јас сум мразен од покрај стандардната Да, омраза да, од дел од да. власта Да, кон јас вас сум- има Ама и тоа е од дел од добро, знаеш, опозицијата. Па и кај тебе е така, не Винстон Черчил има една убава пермисија и со неја ќе завршиме вашето гостување затоа што мора да одите во 8:30 како што ни кажавте. Тој вели има добри и лоши луѓе, не може сите да ве сакаат. Лошите природно е да ве мразат. Но знаете се, со ова со американци. Знаете вие дека без Америка ние не можеме напред да одиме. Немојте вака да ги провоцирате дека сме побрзи од нив. Ама не ние дај учиме од Боже. нив. Они се горди не затоа дај што Боже, нивните учека пак ќе ученици. ни излезе во планина. За кај сме после? Но ќе се согласиме дека треба да работиме на двете помирувања, Стојанче. Една тоа меѓу македонското, меѓутоа и нова македонско-албанското и тука се потребни чекори кои што ќе не доведат до тоа. Најголема одговорност е нормално кај политичарите. Благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија. Јас стојам на располагање на сите медиуми, немам одбиено медиум за гостување, иако не е пријатно секогаш да се гостува, но овде на вистина се чувствува пријатно, иако прашањата беа и остри и Не беа остри сега. Умееме и поостри да Ние бидеме. умееме и поостри да бидеме тука седеле на ова жешко столче многу повеќе, ама ако бидеме сега остри после утре никој од власта нема да ни дојде. да ја Ние по таа стратегија намалеме идеме. омразата, да Апсолутно. нема омраза. Ја разбирам некој да не се согласува со мене, но ние вчера во Тетово имавме извонреден успех. Зошто ние самите себе си да се понижуваме?
Зошто да не се споредиме со една голема Америка? Овој пожар да беше во Америка, колку побрзо ќе го изгаснеа? 10 минути, 20 минути? Едноставно, џабе техника, нема простор. Тесен простор е. Јас си ги го сакам нашиот народ, си ја сакам нашата држава, какви сме, такви сме, не сме ние толку лоши. Ја не можам таа негативна енергија кон нашата држава, пцуење на нашата држава и тоа од луѓе кои што себе си се прикажуваат за патриоти. Па јас ја сакам оваа земја, за ништо на светот не би ја Се согласуваш и ти дека не е проблем никогаш во Македонија до знаењето и до капацитетот, туку секогаш е проблем до политичката волја. Па да, ама политичарите кој ги бира? Добро да, Бира точно. народот. Значи, тука е просторот. Ние, например, јас како лидер на една мала политичка партија, сум лимитиран во моите настапи и презентација. Не само ја Да го генерално... гласаат тосе граѓаните кај нас, подруга Достоинство ќе беше да држава. освоеше 100.000 гласови, приказната ќе беше подруга, ќе ги прекиневме преговорите со Грција. Или, но ние или не освоивме. Тортевски, ја ги јонус моите Да, брама, фаворити. вид. Се гледаме, господин Чао. Ангелов. Благодарам за Јас и Ивица остануваме во студиото на Радио Лидер и ја продолжуваме оваа емисија. Генерал Стојан Ангелов мора да оди кај нашите конкуренти. Ивица, да ви кажем искрено, по фактографијата што Добре. ја видов, господинот Ангелов излезен по некакви во право. Не, подготвен е. Дојде подготвено нашата емисија, дојде со максимална почит. Не ги фативме вие теми околу политиката. И ти не Немаше дозволи, време, и ти не дозволи сега за ова критика и за тебе. Зашто? За политиката? Па требаше малце сега, знаеш, Ама ги не, имаме сепак, добро. ние како новинари имаме одговорност кон Кон јавност. Така. Вчера имаше пожар во Тетово. На непријатно место каде И сега- што имаше жртви модуларно. Во град, не дај Боже, можеше да се случи нешто и многу е неодговорно од наша страна сега да седнеме ние за таче да се расправаме со господин Добро, ама Ангелов. требаше и тоа да го отвориме. Може би во некоја Ќе го друга отвориме, прилика. ајде. Да, ќе го отвориме тоа во друга прилика кога ќе разговараме за политика. Сега Стојан Ангелов овде беше во функција на Добро, не Центар може за он се, управление. нема две глави, една глава е. Да, но во овој Да. момент ова е клучното прашање, затоа отом потом сега се упати кај нашата конкуренција. Господинот Ангелов, и ние може на Турбо Фолков да се вратиме вака. Не, ај прво една краток да пуштиме еден блок со реклами па да продолжиме после нашата емисија. Може. Таман да го пресечеме овој. Режија, дали се подготвени рекламите или треба малку да почекаме? Треба малку да затоа што почекаме, нема да идеме на едноставно Беловци фативме се каков турбофол. Не, Македонија е прекрасна земја. Македонија е единствената земја во која може да ги споите Цеца Пол Кругман и Стојан Ангелов. Не сум вака. Да, Ќе и да направите- го прогласите Чајковски за турбофолк. Не е Чајковски. И Рахманинов, пардон, да. Црковна музика е турбофолк. Како без црковна музика. Затоа што основната мисија е да ги заведе А широките чека, класичната народни музика од маси. кај се развила? Од црковната И музика. па како се, значи класичната така. музика е турбофолк. Тоа е И цивилизиран ова е цел круг. турбофолк. Ова е цел круг. Тоа е цивилизиран турбофолк, знаеш. Не велам дека црковната музика е турбофолк, туку велам дека црковната... Спремни се рекламите, режија. Не велам дека црковната музика е турбофолк, но турбофолкот е штетен, а ние одиме со реклами за да ја процениме штетата. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје.
FM 107,4 Lider.mk. И видите, тебе Стојанче Ангелов место во централно раководство на достоинство ти понуди вака. Ова не е мала работа. Јас сериозно би се замислил. Па, чекай сега, нели ми Чаршија зборуваат дека А ова сега плюс Чекай дел се. од власта може Да. може и да те лансираат после преку партија. не? Да. Не види, еве гледаш дека е точно ова што се зборува низ јавноста, дека ети сме добиле понуда за трансфер од СДСМ од по 200.000 по глава, така беше? Не сме добиле, ќе беше прифатено. Аха. Се шегува. Не, Се шегува. еве сега добивме за централно се председателство, шегува. ова е. Ова е за Види, централно председателство на достоинство. Тоа е милитаристичка партија, ја би размислил сериозно за понуда. Реков, не сум служил војска, тоа е проблемот, мислам, онака за А зашто не достоинство. служеше војска? Па затоа што Во моје време е укината. одложува со образование, нели? И после ја укинаа, И после ја укинаа, да. Не се правеше недоветен. Не. Има се. Имаше и такви. Па има такви, сега ни се премиери. Имаше и такви, да. Овакво. Не знаев тоа, И да. премиерот ни е исто те недоветните со психички проблеми што навечер Тоа ли има? уринирале во Не, беси. види, значи како да кажем, знаеш што беше проблемот? Проблемот е по известно време стануваше некоја како прекрупна пауза воениот рок, нели, кој ќе фатиш факултет, па постдипломски, па едни постдипломски, втори постдипломски во мојот случај. И така што на крајот дојде оваја Ослободувањето. иако искрен да бидам и тоа има своја улога, да се разбереме. Мене татко ми дома воен рок ми воведе од трета средно ме тераше да се бричам секоја сабајле кога да сум во армија. Не, види. Значи, Ја дома го доживеав. најголемиот проблем во Македонија, посебно кај машките деца, е тоа што се случува, нели, да бидат воспитани во тој дух дека зад нив мајката и таткото зачистуваат. Па така, ниту се бричат, ниту Си местат го кревет, местат креветот. ниту знаат како се пегла, ниту знаат како се чисти шолја за WC. Имам ја пријатели што врска немаат, значи Што е тоа толку? не знае, не Четкана знае, не знае да ја користи. не само тоа, не знае кое средство треба да се купи, да речеме плочки во WC да се чистат. Не знае. Па добро, тоа и ја не знам. Како не знаеш? За средство не знаме. Па, Јас со ливче си Со арф се чисти, еве ќе ти кажеме. Да. Тоа за Па за си средства студирал и не- ти надвор твојот град, си бркал станови во Скопје, Ама си морал да ги а изчистиш. Во Така ли становите е? се кој сум имал ангажирано хигиеничарка. Па ти си бил... Али сега ја чистам. Ти си бил на висока нога, си живеел во Скопје? Не сум живеел на висока нога, туку Ау. малиот буџет сум го распоредувал убаво секојаш. Значи, ја морам да кажам дека во мојот случај било поинако. Во мојот случај морало... Ти со нели, арф рибаше? Со арф не во Скопје, меѓутоа во Америка со едно друго средство. Мораш, знаеш, кога имаш станче, мора да го зачистиш, така ли, мора нешто да личи таа работа. И не само тоа, мора да научиш да готвиш, да се грижиш за себе, да се испеглаш. Например, еве, една тајна за студенти, најлесно се пегла после... Перење. Не, после перење и сушење. Ама да се малку, да не се скроз исушени лиштава, Да, па имам тоа него во малку сушара, во за сушара, напегла. да. Имам вона за сушарата, Да. не сушиме на... И такво имам, ама во Да. сушарата што не е до пералната, има такво со пегличка, тоа си го Да. уклучиш. Не, ма После зборуваме, перфектно. знаеш, овие работи се битни. Друго, мислам дека имам некој предчувство, лошо, дека заради руска војна инвазија во Украина, се пак сериозни теми, дека мислам дека сите земји во светот ќе воведат некоја форма на воен рок. Можеби не оној воен рок што го знаеме година дена служење во војска, меѓутоа за време на овие летните и зимските распусти можеби сите овој пат и машките и женските демографијата е променета. Нели? Да, во Израел и жените Да. служат армија. Да, во Израел е супер, 3 години машките, 2 години жените, во иста касарна се многу, мора да е многу интересно. Значи на 18 до 21 година замисли да си во една таква средина. Околу тебе војнички така со Да, не ми многу убаво изгледа, така? Добро, меѓутоа не верувам, 3 години, 2 години малце нели е премногу од животот, меѓутоа пак е нив па и друго, преку тоа не е само основни
работи околу хигиена, него кај нив знае и да научат нешто околу овие Религиски. не бе, IT услуги, нели ветераните од израелската војска потоа се специализираат таму според тоа што учеле или што имаат намера да учат, така. Па излегуваат со дополнителни вештини од војската. Мислам дека Шерифекао е некоја форма измеѓу военроки и едукација. Германија најави милитаризација, значи мислам дека ширум светот ќе се Тоа е врати. проблем за светот. Не, проблем е прво за Германија би забранил милитаризација затоа што тоа е земја која два пати има сериозна агресија Прво проблем е за Германија, затоа што ќе се Германија не сме на германците оружје се дава. Таму треба да биде банирано. Кога имаш Два пати до сега оние запалија Европа, така што нек си седат таму и си прават Volkswagen. Не, кога имаш милитаризација на општеството, создаваш групи, создаваш бизниси кои што се вградуваат во таа милитаризација и тоа е закана за демократијата, не друг, туку не знам дали знаеш, понекогаш го зборуваат за теорија на заговор, не е теорија на заговор, опасноста за демократијата од военно-индустријскиот комплекс. Знаеш ли кој го кажува тоа и делот чии говоре тоа? Чии? Тоа е прошталниот говор на Двајт Ајзенхауер од функцијата претседател на Америка. Значи, внимавај, човекот што ја водеше американската војска на денот Д. Да. Човекот што ја водеше американската војска од плажите во Нормандија до Германија и до Берлин, човекот што воено ја порази Германија во име на Соединените американски држави, кога беше председател, после 2 мандати завршува и вика: луѓе, внимавајте од моќта на военно-индустријскиот комплекс, зашто тој може да ја загрози слободата, уставниот поредок, човековите права на американците. Значи, тоа е тој што ја отвара таа тема и до ден денес таа тема во Америка не е затворена. И ден денес кога се зборуваат таа земја, например, гледај колку моќен буџет има околу воените прашања. Така што мене малце ме плаши ова со Украина, мислам дека ширум светот ќе направи една пресериозна ситуација. Повели. Добро, да. Мислам, јас сум целосно против милитаризација, секаква. Меѓутоа мислам дека и ти знаеш дека следува нешто такво, но јас сум целосно против сето тоа затоа што кога ќе викнеме Стојанче на политичка дебата. Да. Нека помине сега ова со пожарот, веројатно е активен, за 2-3 недели може да го викнеме овде, па да ни објасниме па што Заев соработуваше, па сега како е разликата Заев, Таче, па има таму многу финеси, па дали е у крилото на Оливер Спасовски или во крилото на Таче, па Шекеринска Шопра, и денес не е лесно да си дел од овие Види, ти не беше тука, со Драган зборувавме за таа работа и вчера во еден неврзан разговор еден висок функционер од Социјалдемократскиот сојуз, кој што е дел од, така да го речем, внатрешната опозиција во партијата, повторно ми тврдеше дека центар на партијата е канцеларијата на Заев во Струмица. Ама сериозно ми тврдеше човекот. Ми кажа дека Таче е само фигура, Димитар Ковачевски премиерот, дека не се наметнал никогаш и дека дури од тој центар, нервен центар на Социјалдемократскиот сојуз во Струмица се добиваат команди за сите функционери и дека уште партијата му е послана и работи за Зоран Заев. Не велам дека не е точно. Но јас, за разлика од колегите кои се представуваат како независни, колегите новинари кои се представуваат независни, кои се практично партиски слуги на СДСМ, нема да влезам во вакви тези, затоа што тие беа оние кои го критикува, кои цело време велеа дека ВМРО ДПМН е контролирано од Никола Груевски и од Будимпешта. И уште тврдат. Ти веруваш во тоа? Нормално дека не верувам. Глупо е да се верува. Значи, глупаво е да се верува во тоа и тоа е теза без никаков доказ дадена, сосем спротивно Никола Груевски, мислам дека веќе не е ни член на ВМРО ДПМН. Затоа што не го ажурираше членството во Будимпешта. Многу логично. Така што едноставно затоа што не верувам во тоа,
Некако оваа теза дека сега Заев таму од Струмица од фолијата за зелки го контролира СДСМ. Мислам дека паралела не види. Има Некако не, ај полекавак. Значи паралелата ти е тотално несоодветна. Зашо? Ја го гледам, знаеш што сакам да ти кажам, значи, не прекина. нема паралела. Јас го гледам нема никаква паралела. Јас го гледам Димитар Ковачевски со глава и тоа што го кажува, и мене Димитар Ковачевски како човек што званично ја му давам плата, ми е проблем, а Заев ми е проблем за злоделата во минатото. И сега за злоделата во минатото има еден дел се вика кривично право и веројатно Заев еден значи, ден ќе прво, одговара за тоа. Ајде веќе да кажем, тотално не си во право. Затоа што Никола Груевски знаеме под кои услови замина од земјава. Димитар Ковачевски не. е оној кој ја го гледам како символ за ова лудо владење. Значи, знаеме на кој начин Никола Груевски замина од земјата, знаеме на кој контроверзен начин Заев наводно завина од функцијата. Јас, искрено, не гледам дека Димитар Ковачевски има моќ. Не, дека нема моќ. Има Талот Џафери има 10 пати поголема моќ од него. Меѓутоа, спорно ли е дека Христијан Мицковски има моќ во ВМРО ДПМН? Христијан Мицковски е алфа и омега во ВМРО ДПМН и покрај него кажи ми, два кога тој неговата позиција конечно онака ја утврди и ја цементира во ВМРО ДПМН? Во момент на локалните избори, веројатно. Вториот круг на локалните избори кога заврши, веќе после првиот круг на локалните избори се развеа сите магли. Една тема што не сме отвориле, мислам дека ќе биде од интерес за дел од јавноста која што гласа за опозицијската партија. Во сериозни кругови на ВМРО ДПМН се кроја планови. Што ќе се случи утре дента после првиот круг на локалните избори? Кој бе кроеш? Затоа што затоа што нема Христијан Мицковски да направи резултат кој што ќе му возможи да продолжи со раководењето. Значи, не верувам. Да. Значи, кои се тие, кажи ми. Нема да ги кажам. Си знаат тие. Неодговорно е вака да неодговорно. Во кулуарите кружеа такви разговори. Веќе се планираа идни лидери и така натаму. Ме спомна? Не, тебе не те спомнат за лидер на ВМРО. Некомпатибилно е некако добро. Зашо беше? Да. Јас конечно ќе либерализирам таа партија. Нема шанси таква. Меѓутоа веќе се правеа И јас знам да ја пеам нешто, ќе те питам бабо, сам избегавам некако Ролинг Стоунс. Се бира нови лидери, едно друго. Па дури во СДСМ се бира нови лидери на ВМРО, нели? Заев бираше нови. Таму Нино Тодоров избран. Не. Тие се дамнешно приказно, се понови приказни. Не е битно, но. Сето тоа се развеа како магла вечерта на првиот круг на локалните избори. После вториот круг на локалните избори, посебно после онаја блеска победа на Даниела Арсовска во Скопје. Значи тоа ја не знам како да го наречам, тоа не беше победа. Нема гориво за пожарникари во Скопје. Тоа значи еден воз онака профучи, условно кажано. Тука се затворија сите тие прашања, затоа што околу кандидатурата на Даниела Арсовска се обедини опозицијското расположение во земјава, тоа прво. Второ, сето лицемерие изби на површина. Немаш чувство за лицемерието. Дека Даниела Арсовска го изневери опозицијското граѓанство. Мислам дека е прерано да носиме вакви заклучоци, дека прерано е да носиме такви заклучоци по мене. Треба да оставиме уште еден период да помине. Година дена да чекаме нешто да се. Не, многу пократко, меѓутоа во моментов не огледам тоа расположение. Слушам многу муабети низ куларите, многу бучава, меѓутоа тоа расположение во градов не огледам. Најверојатно уште ја нема омраз за тако не, знаеш ли зошто? Затоа што не. Туку затоа што едноставно фактот што секој ден иде на работа, претпоставам дека веќе е неколку нивоа над Шилегов. Да, и сеќавањето на онај комплетен мисменеджмент на градот, она кабадахиско управување со градот, се го направи своето. Па и едно време кога овој град го водеше ни помалку ни повеќе Коце Трајановски, кој со сите мани веројатно е најдобар градоначелник во историјата. Види, околу него знаеш што е разговорот, кој што уште не е вака затворен. Околу него разговорот е околу тоа
Не е спорно дека тој беше добар градски менаџер. Но дали градски менаџер е доволно за некој да биде градоначалник? Тоа е малку, знаеш. Што треба да биде? Па и една малку поширока политичка, значи тој не влезе во една малку поширока политичка Што на гей роља. прайд ли да иде? Не, знам не. Што треба да... На тоа види се. Меѓу другото, можеби, значи на такви настани кои што знаеш кажуваат кој е духот на градот. Тука не го гледавме често. Например, на Виноскоп не го гледавме често Коце Трановски и така натаму. Ма на Цеца беше, која беше? Не, фалинките на Значи, со вкусови не се дискутират и самиот кажа на почетокот од оваа емисија. Градоначалникот, меѓу другото, го крои Човекот поише си ги сака коњаниците од Лисиче, што сака джез фестивал. Но А ти рече преска дека джез, тоа не битно е, знаеш, најбитно е ова доминантнова култура. Доминантна култура, коњаници у Лисиче, па и таа он секоја година си ги испраши кеше Па зашто да не, види, тоа со коњаниците може да биде. Како мислиш дека почнале традициите, на пример кога идеме по светов, нели, да гледаме некои настани собрани илјадници туристи од целиот свет, тоа мислиш дека вековна традиција или се е тоа од скоро? Кое што потоа, знаеш, добило некој свој тек. Не. И било прифатено од населението. Само зборови ги користи. Но она што сакам да, значи тој профилот, ма него негуваше тоа. Значи кој е тој профилот што сака да му го даде како душа на Скопје? Значи тоа ако еве наоѓаме замерка за Коце. Тоа е замерката. Тој беше совршен градски менаџер. Го имаше секаде каде што требаше да го има. Во тој Се дел. возеше низ Скопје и бараше дупки. за да им види, се тоа јавува е. и да им кажува закрпи овде. Тоа е голема работа. Е сега, кај Данела, еве, чекаме да видиме низин печат врз градот. Кој е печатот од Шлегов и од Никса? Мостов, А мостот што иде никаде. што завршува во куќа. Bridge to nowhere. Мостот до Bridge to никаде. Nowhere, кои ќе треба да селуваат риби на него. Идите полека да завршуваме. Ај само Кругман само да кажеме дека покрај тоа што не кажа никогаш Северна само Македонија. Северна. Да, значи што е пристоен човек, даде една убава позитивна црта за идниот развој на настаните у Македонија. Тој кажа дека глобализацијата каква што постоеше најверојатно веќе е распадната и дека е потребно дека големите концерни од Америка и од Европа своите ланци на набавка ќе ги донесат блиску до нив. Тоа го викаат nearshoring се на англиски, како ќе дое тоа. Веројатно релоцирање на производните капацитети блиску до центарот. И сега тој кажа Режи, дека ајде молам бе потивко, Да. вие муебет си правите ли работите Да. овде? Уште еднаш ова да не го видам. имаме и Уште еднаш вакво однесување, да. трети пат ве погледнувам. И спомна дека југоисточна Европа, според Пол Кругман, е местото каде што Германија, Холандија, тие земји ги спомна поименично, предпоставам дека мислеше на земјите од Скандинавија и од Франција и Италија, може да ги донесат дел од своите производствени капацитети кои што во моментов се расејани ширум светот, посебно во земји како Кина, Бангладеш, Кина веќе искапа, како Бангладеш, како некои африкански земји што сега стануваат атрактивни, Кенија на пример и така натаму, и дека предвидува раст економски и индустријски на овие земји, вели дека Македонија извонредно е позиционирана за тоа, меѓутоа даде една критика. Критиката што беше? Критиката беше дека треба да поработи Македонија малку на патиштата за да можева да го развие. Предпоставам дека ова доаѓа од таму што тој дошол во Охрид и од Охрид до Скопје по пат. Па тој сериозен. А зашто не дошол во Скопје? Па не, нели го прошетаа во Охрид, сепак е голем гостин Нобеловец. Имал ручек таму со премиерот, со министр за финанси. Еве, да кажеме нешто позитивно за владата. Целата оваа конференција економска беше на министр за финанси, значи еден плюс за него. За Фатмир Бесими. Така што еве на таа нота да го завршиме. Еве гледаш во тефтерчето и Пол Кругман е убаво прибележен за тоа. Да. И Пол Кругман влезе во тефтерчето на менето за Бранко. Да. Ние Не, денеска ќе влезат и некои други ликови, меѓутоа се надеваме дека ќе ги пуштиме понатаму на шо радио. Ние
сме овде на самиот крај, имавме добра емисија. Денес е 31.5.2022 година, последен ден од овој месец, од утре починува јуни. Полека луѓето се припремаат за годишни одмори, сега веќе се користат од ланскиот одмор денови. Останете со Лидер FM, јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Димитар Ѓураковски и Димитар Митровски.